почитувани присутни. Аз ви разговарам за осмата точка, ставањето на иницијативата за решавање на Планинарскиот дом Копанки. Со ставањето на самата оваа точка на дневен ред и со отпочнувањето на целата оваа постапка за решавање на овој први проблем на граѓаните на Битола, вие докажавте дека визијата за решавање на проблемите на граѓаните на град Битола, на нашата политичка опција и на овие советници кои се од левата страна е многу понатат од вашата. После склучувањето на немилиот настан на 28.1.2013 година, нашите советници веднаш од тогашниот состав, значи по комбинацијот состав, веднаш побара иницијатива за обновување на истиот тој дом и предлог за повеќекратно зголемување на паричните средства кои треба да се доделат за да се реши тој проблем. За самата таа иницијатива советниците од владеачкото мнозинство, за жал, гласаа против таа иницијатива и доделувањето на тие парични средства за решавањето на Планинарскиот дом Копанки. Многу е жално што во тие редови во советничките клупи седеше и председателот на Планинарското друштво, кој беше тогашен актуелен советник од владеачкото мнозинство, и тој насила беше натеран, сигурно не по своја волја, да не ги прифати да гласа против таа иницијатива. По само неколку месеци подоцна, како што се одвиваа работите и се бараа парични средства за одвојување од буџетот на Република Македонија, една мала донација да се додели на овој град за решавање на истиот проблем, значи санација на Планинарскиот дом Копанки, нашите пратеници Менде Диневски и Весна Весна поднесоа, покрај повеќето иницијативи, поднесоа и иницијатива за доделување на парични средства. Истата таа иницијатива беше одбиена и во тие комисии и во Собранието на Република Македонија од некои наши советници, кои жално што некои советници кои седеа во овие клупи се грижеа претходно за нашиот град, а сега актуелни пратеници во Собранието на Република Македонија гласаа против таа иницијатива за доделување на тие парични средства. Тоа е пратеничката Лиляна Кузмановска, која не е подржа иницијатива. И пред неколку седмици, ние, како советници од опозицијата, поднесовме иницијатива за изнаоѓање решение за домот Копанки. Дебатиравме тука, покажувајќи некои документи, дебатиравме по некои регулативи тука, дали е легален, не е легален. За на крај, да заврши како што заврши таа дебата, и што е најжално тогаш не одбивте, значи, иницијативата за прифаќање на тоа, бидејќи не дека е издржана, или така мислите, бидејќи е предложена од нашата страна, од опозицијата.